Високотехнолошките инвестиции во земјоделското производство, особено во оранжериско-градинарското производство, ќе бидат поддржани преку програмите за рурален развој со кофинансирање на 60% од трошоците. Ќе обезбедиме 90% кофинансирање на мали земјоделски стопанства да се развиваат во поголеми. Висината на поддршката за најмалите стопанства до 1 хектар површина кај повеќето култури, односно до 5 хектари кај житата, или 5 грва во говедарството и свинјарството, или до 100 овци и така натаму, кои се сметаат за стопанства кои започнуваат со посериозна земјоделска дејност, ќе изнесува 90% кофинансирање на трошоците направени при преминување во следната повисока категорија. Додека кофинансирањето на трошоците за реструктурирање на стопанствата од втора во повисока трета категорија ќе изнесува 70%. За возврат до крајот на инвестицијата, стопанствата треба двојно да го зголемат нивниот првичен производен капацитет. Ќе продолжиме со грантови од 10.000 евра за млади земјоделци, за луѓе што се до 40 години, кои за прв пат ќе се зафатат со земјоделие. Тие од државата би добиле 10.000 евра директна финансиска неповратна помош. Покрај ова, дополнително за млад земјоделец носител на семејно земјоделско стопанство, ќе бидат обезбедени за 10% повисоки директни плаќања во однос на останатите категории корисници, а развојните проекти кои се поднесуваат за програмите за рурален развој ИПАР од страна на земјоделци помлади од 40 години ќе бидат привилегирани во процесот на реагирање при изборот. Земјоделците исто така ќе бидат значително поддржани во спроведувањето на агрохемиски или педолошки анализи со покривање на 70% од трошоците за анализа на почвата до максимални 9000 денари. Понатаму, сакам да ви информирам дека ќе се инвестира во уредување на патот кој води до локалитетот Банско. Како сте, баба Зора? Добре? Имам ја што рекла. Добре. Продолжуваме со значителна финансиска поддршка од 60% за осигурување на родот. Предвидуваме и субвенции од 6000 денари по хектар за подигнување на насади со брзо растечки плантежни дрва. Ќе обезбедиме субвенционирање на грејење со пелети, со што ќе има субвенции за купување на печки на пелети до 70% од цената на печката, како и на самите пелети ќе се намали ДДВ-то од 18 на 5%. Предвидуваме исто така субвенции од 300 евра за вградување на плин во автомобилите со цел намалување на штетните издувни газови. Ќе направиме многу други проекти кои ќе ги реализираме за Струмица и Струмичкиот регион. Знаеш што е подобро за тебе, за Македонија.